Повредената македонка пред собранието, чија што слика беше лиферувана на социјалните мрежи за да се покаже бруталноста на како што пишуваше партиската полиција на синокешниот протест, е никој друг, туку хрватската пејачка Северина, а повредената пензионерка пак е жена од Србија. На напливот од лажни вести денес мораше да реагира и самата Северина, која преку својот менаџер побара да не биде искористувана во политички цели во Македонија. Српската пензионерка пак е Милева Стојмировиќ, која пред 3 години била претепана од хулигани во Србија, но таа се уште не реагирала. Менаџерот на Северина Томислав Петровиќ преку Фокус појасни дека незината фотографија била искористена без нејзина дозвола и дека станува збор за лага и подметнување. Жал ми е што Северина без нејзино знаење и одобрување искористена во политички цели. Северина овие денови предстојува во Хрватска и не била во Македонија, па затоа било каква поврзаност со неја и нејзиното присуство на одржаниот протест е обична лага и подметнување. Со ова можам да потврдам дека без дозвола е користена нејзина фотографија од видео од албумот Здраво Марија, кој е објавен уште во 2008 година. Фотографијата на Северина е дел од спотот за песна против насилството врз жените. Лажните вести пак синоќа ги вжештија социјалните мрежи за време и по протестот пред Законодавниот дом, организиран од навивачката група Комити против договорот за името. Ги подгреаа тензиите и предизвикаа говор на омраза и повети за немири на социјалните мрежи. Колку лажните вести можат да ескалираат состојбата, да дотураат масло на огнот и да наштетат на мирот во корист на насилството, ги прашавме експертите. Тие повикуваат на дебат, а не на лажни вести, говор на омраза и навреди. Така и вчера бевме сведоци на повторно поларизирање, на поделби и на ширење на разни и негативни појави, и навреди, и клевети, буквално се она што е негативно, меѓутоа и многу поддршка. За таа цел оние фотографии, оние слики кои што ги видовме, имавме можност да ги видиме вчера, кои што всушност не се од нашата земја, се само уште еден дел од декорот во целата ситуација и не придонесуваат за развој. Мој апел би било да дискутираме, да разговараме, да полемизираме, и тоа се во насока на демократија. Јавни личности од Македонија на своите профили се јавија дури и со повици за линч. Имаше и пораки за дигање на оружје во наредните денови. Така за професорката Тања Каракамишева од правниот факултет, ваквата полициска реакција е доказ за диктатурата на власт. Ајде, режимот си го покажува лицето на дело. Диктатори ставиле демократски маски и мислат дека им се може. На истата социјална мрежа се огласи и професорката Билјана Ванковска. Денеска таа се амнестираше од ширењето лажни вести. Но на нејзиниот профил се уште стојат коментари со закани и навреди за лице од власт, а најмногу за премиерот Зоран Заев. Тие беа само дел од низата реакции на јавни личности кои од час во час ги разгоруваа страстите на социјалните мрежи.